Здраво живо! Ова е Петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. За последен пат годинава. Здраво, Панче. Така е, Марина. И тебе, здраво. И добро вечер, или добар ден. Како сакаш. Полека привршува годината. Наум го испративме, Зуица ја испративме, Каролина ја испративме. Сите ги испративме, сега и кај да но и старава 24-та ја испратиме и ќе дојдеме во новата 25-та година. И како што ни јавивме, ова ни е последната за оваа година, редно и малци ние да направиме пауза измеѓу празниците. Посебно верувам од моја страна, бидејќи кај нас е моментално, јас што викам, ако нешто не е заковано, и тоа ќе го дигнат, и ќе го помрднат, или ќе го купат. Ама, да, полудуваат германците за Божик. Тако е времето, тоа е многу убаво време, прекрасна атмосфера. Па и темата ќе ни биде малце во два дела, ќе речам. Ќе направиме една ретроспектива, бидејќи 24-та ни беше почетна година, 10 месеци во февруар почнавме, 10 месеци. Треба да кажеме благодарам на сите, или благодариме на сите што не слушаат, што не пратат, што не следат на сите наши канали, на секаде. 35 епизоди, не се малце. Не може да рече, некој да ме речеше пред 2-3 години 35 епизоди ќе направиш, ќе речеш ти чекај, нормално си што си, вакво е, и кај си наоѓаш. Да, почетокот вака кога ги поставував во, нели кога ги аплодирав, некако бавно ми идеш, онака 1, 2, 3, 4, 5 и после сега веќе има неколку страни на на платформата кај што треба да се враќам до првата епизода. Да видиш кој се што се како. Знаеш што требаше да направам, не направив. Сакав баш пред да снимаме оваа епизода, сакав да ја слушнам првата епизода. Првата, да. Да слушнам како ми трепери гласот. Ја малце ги пролистав страните таму и факт е дека првата епизода фактички е една од влезена во топте, не во топ 10 влезена. Топ 10. Кои сме, што сме и како сме. Кои сме, што сме и како сме и зошто сме тука. И мислам дека во потполност исполнуваме тоа што сме си го замислили, тој концепт што си го замисливме, тие информации да ги дадеме, да ги информираме луѓето. Од моја страна можам да речам дека стварно таа синергија што направивме јас и ти, верувам дека се исплати, не се исплати вам, таму не е битно, не сме ние само монетарни за тоа. Монетарното не ни е толку битно, но битно ни е да тие работи или тие теми кои што ги обративме, ги обработивме или ги обработуваме, или ги обработуваме се интересни, ги слушаат, се споделуваат и понатаму исто да ќе го продолжиме. Може би и со некои други платформи, или некои други, да речам, модели кои што веќе ги правиме во, да речам, во позадина, кои што ги спремаме. Да. Можете да дадеме еден апел, ако има некои експерти за било која тема. Слободно, нека пише, нека каже, слушај, јас сум експерт за финансии, дај да видиме што како. Имавме прашање за ова што беше дизајнот, некако беше за Да, за UI UX уште му немам пишано на дечкото што ни пиша, некако таа порака отишла во, не знам кај отишла, тек сега видовме, беше 2-3 месеци. Да, или пишете ни, или мислам добро, пишете ни секако. Ако имате некоја полена експертиза, ако сакате да си зборите па и да се изрекламирате, слободно. Ние сме отворени за муабет. Да. Кој секојаш. Си имавме супер гости, веќе уште од втората епизода уствари ние си имаме гости. Точно. Кога ни дојде поранешниот амбасадор Боро Мирчевски, уште не уходани во техникава, во ништо, онака, да. И мислам дека ова го немаме спомнато, ама со Боро снимивме една епизода. Значи снимивме, беше, не знам, 2 сати, може и по... Да. Да, беше подолго од прва, од оригиналот. И после тоа одредента видов дека неговата трака уствари не се аплодирала. И значи само се слушавме само ја и Панче како збориме, неговата трака воопшто не се слушаше и така скроз избезумена. Викам сега што се дешава, онака веќе секти изрекламирано од почетокот си кажувавме пред време.
и му пишавме, вака и вака, извини, ова не се сними, дали можете вечер пак, онака ден пред петок, односно ден пред да ја, нели, да се објави епизодата. И Боро, кој што си е таков супер како што си беше и е, одма прифати, онака одма, и пак 2-3 сати снимавме. И тоа дури вториот И пат тоа некако поведро беше, повесело, и после и вториот пат уствари беше, нели, по интересно. Уствари дека тебе ти текна да ја пишеш на сестра му, точно на со гостите. Ивица, да, со гостите, не ни знаеше он. И така, баш беше супер, и тоа е една од најслушаните епизоди, уствари, дека Борос Да. има своја база на на А, следачи, на обожаватели, да точно. ги наречам. И бебе сега Да. можеме јавно да кажеме Боро, да му обеќавме и тоа ќе го направиме една година после Германија. Ќе го поканиме Да, како ти на текна, јубилејот. браво, да. Да. Тоа му го обеќав ја и тоа ќе го Браво, оставиме сега. Панче. И ако слуша, и ако не слуша, тоа ќе му го обеќаме, тоа ќе биде најверојатно таму недека годишнината кога ќе ни биде специјален гостин, ќе направиме со него, ќе го поканиме и верувам дека ќе ја прифане поканата и ќе каже како поминал, шо поминал. Ја фемисали Германија, не ја фемисали Германија, шо му фали, шо не му фали, истите тие Фермиса. работи. Не верувам дека му фали. Ја, Го следам на ќе си Facebook. каже, он Супер ќе му си е, каже, немој сега да шпекулирам и да Да, бидеме да. вакви, он ќе си каже, да оставиме малце простор за луѓето да очекуваат или да чекаат. Да, Да. прекрасни После гости. тоа ни Мене беа, да, после Маја да, и Дијана исто, и тоа беше тоа супер. баш Тоа сака да веќе кажам. повеќе искуство Прекрасно. имавме со... Обствари Да. што искочи после, јас, значи, после недели приметив дека снимката нема врска со ова и не е толку интересно, ама тогаш првата снимка со Боро можев да ја снимам од клауд, значи со помал квалитет, ама дознав после неколку недели откако веќе имав контакт со овие од поддршката на Riverside, али нема врска, супер искочи како што си беше. И после тоа со повеќе искуство, нели, со Маја и Дијана, и тоа е исто една од најинспиративните епизоди, некогаш другарки ми кажуваат За онака, епизода. пак си ја Прекрасни гости. слушале, да, пак си ја слушале, Да, стварно се прекрасни прекрасни, гости, стварно ги обожавам. прекрасни Да, теми. Како да е, и кај нив можеме повторно да тропнеме, да прашаме кај се, шо прават, да. како Маја прават. беше, Значи, значи живееше 4 да. месеци сега во Шпанија со А, бебето, со сопругот, да. Споделува се, мислам, сигурно многу веќе ја следа, дека е стварно активна и на Инстаграм и секаде, има и нови програми, нови работи што ги нуди. Да, сега си се врати во Германија од топлата Шпанија. потоа следеше еден процес или еден период кога темите ни беа малце поврзани со пасошите, со признавањето, со Да. новите олеснителни околности за визите. Така да, интересно беше, имавме и јавување од Мексико, кога бев на одбор, и тоа треба да го кажеме дека Да, стварно, тоа имаше беше јавување странство. од Богданци, јас кога бев И од Богданци, да, точно, значи од имавме и лаптопот на сестра му на интернационалните Миле. врски функционираат, значи, Богданци колинг, да. ја, точно, ја, и Само сум потоа иде се заборавила некои према. работи. За тоа се тие ретроспективни емисии на крајот на годината, кога ќе завртиш некои работи, кога ќе се сетиш, па ќе речем, кога некој ќе размисли кај бевме на 1 февруари, шо бевме со целите Да, концепти, 14, пиши да. вакво, пиши такво, И и мора да концепти. знаат Да. слушателите, воа морам да го кажам, мора да знаат слушателите дека Марина е одговорна за техничкиот дел, значи она сече, прави, пусти, лепи, покажува, откажува, попушта, додава, Тоа стварно ми брише стана паче да, и тоа стварно ми стана дополнително хоби покрај подкастот, стварно интересно. Панче Значи се грижи за викаш бројки, за да, такви он некои работи, повеќе за он да, контакти за со спремање на муштериите, епизодата, јас да. контакти со муштериите и такви работи. Значи, си ги имаме ние нашиот, да речем, нашите да го речем, секторски обврски, секој си ја знае својата работа и така да добро си функционира. И затоа мислам дека подкастот Да, ни супер прави е. задоволство, посебно нас, и мислам дека и тоа го осеќаат и слушателите.
Да. И сега на крајот, например, од годината, сега пак ќе речеме, таа ретроспектива ќе завршиме со двете прекрасни дами кои што ги имавме. Прва беше Наташа Мицковски Да. и многу интересно што таа тема е влезена во топ 10 на слушаните емисии. Значи, кога зборувавме за Да. разводи, за ова, за она, беше Ами не само и интересно, за а тоа, за и развод, ама и целиот пат на Наташа на да, истото, значи, празник незината од приказка, да речем, Македонија. Да. да, прибедејќи и ти почна на почетокот кажа и ја да се надополнам, значи бараме такви личности кои што ете ја некоја професија изучиле која што можеби тука никој не ја слушнал, не ја онадил и успеале да се просперираат. Ние понатаму решешираме во позадина и бараме такви личности, прибедејќи овие работи ги најдовме, или овие Да. личности, или овие гости, добро се Боро го знаат сите, а и Каролина ја знаат сите, меѓутоа овие други личности кои што ни беа гости, сепак ги најдовме со решерши кои што ги водиме во позадина, во припремата на самата тема и на самиот подкаст. Така да не е само тоа седни секоја ден, значи дента кога снимаме седни таму и каже два-три збора, ами секој тоа си подразбира или се носи своја припрема за темата, припрема за ова и пак речем Марина го има техничкиот дел, она фактички е таа одговорната кој ќе ми се јави лече вика ти си коутенџерец во зборуваш, па викам пусти таму тоа копчето, пробудиш ги таму ако Има решение. ќе снимаме наново. Шута, ние сме Да, и тоа флексибилни. една епизода ни се случи, мада и таа после сега можам да ја средам. Да, Јас за техничкиот дел уште ни фали некој за маркетинг делот. Тоа здравје до година. Следете не, ќе има и таму новости, ќе ни треба помош некогаш, само не знаеме кога и како. Ама до тоа стварно за тоа некогаш се дешава една епизода онака никаде да не ја постираме. Така да, ама сепак мислам дека не поминал ден да не се слуша некоја епизода. Без разлика дали дали сме ставили или не. Секој ден константно 5 точки нормално се гледа пораст, што е нормално кога има нова епизода, ама цело време се слуша нешто, да. Значи, и тоа е, например, тој, да речем, што ни дава волја понатаму кога веќе ти е станато како рутина и кога ти во една епизода, мислам дека спомна порано, гледавме вакво е сега, си тераме воето, бројките се качуваат, ние се снимаме, луѓето си имаат шпас, ние уште поголем шпас. Тебе те препознаа во авион по гласот? Мене во авион ме препознаа табари по гласот, вика ти ја да викам јас сум тој, добро е, се е во ред. Значи слушаноста ни е добра. Ја што беше многу интересно на оваа платформа кај што ги даваме на тие статистики што ги добиваме, дури нема и на Audible. Замисли си. Ја појма немам кај нема. Сегде не имам шернато во нели во стандардите се Podbean, Google, Spotify, Facebook, YouTube, сите работи тие. Ама кога видов ки Audible, окей, викам. Викам добро е. Значи одиме према вакво. Не сме ние со некои си големи вакви претензии, меѓутоа зошто не сакаме да сме се уште сакаме да си растеме, Нас ни е битно на пример квалитетот на темата да се објасни, да се слушне, да се каже. Доста се тогаш ќе стигне до некого кој што го интересира. Младисни перспективи. Да, секогаш во тие статистики имаме исто кои се неслушани 10 епизоди, например, за оваа недела и често може да се случи онака да се слушне епизодата за Шансен каже, за нешто што го правевме пред пола година. Тоа е уште интересна тема. Да. Јас секогаш кога мислиме за тема, барем мене ми е така, кога мислиме за нова тема, секогаш си мислам што би можело да биде интересно за некој нов, што е нов тука, што уште не е одлучен да се пресели, ама си размислува. Некако таа перспектива често ги гледам темите. За новата година може и тоа малку да се смени, да биде онака ептен за луѓе што се веќе со години тука, дека мислам дека и ни може нешто нешто ново да им кажеме.
И верувам Има дека доволно можеби и теми. нашите пријатели од да речем од културните друштва, од црковните друштва и тие да ги поврземе. Ќе рече се ајмбецин. Да. Така да имаме и со нив, да имаме со нив некои си, ако имаат некои информации и такви работи, слободно ќе ги споредиме. Тоа го Да, може правевме и со нашите пријатели да се вмрежиме. од Дизелдорф, нашите пријатели од Дизелдорф, кои што верувам дека добро ги поддржавме во времето кога беше кампањата за Наум Петревски и за Зоица Лазова за концертот, исто така сега ќе ги Ама и поддржиме општо, само и они ќе си ги имаат рекламираме. игра Ми сме уорната. отворени за се и се што нема тука кај нас овој ваков, они таков. Се што е во корист на, да речем, на нашата македонска заедница во Германија, сето тоа ќе го споредуваме. Да. Сега нема да правиме реклама за автобусот, возот за Атина Дортмунд тасува толку и трга надоле и оди ваму или качете се ваму. Тоа не сме тоа, меѓутоа сето тоа она по-друго, да речем, што е по за нас од гледна точка занимливо за македонските граѓани тука, ќе го споделуваме, ќе го рекламираме, ќе го кажуваме. Да. Можеме да спомнеме уже сега, веќе активни се, повторно културниот македонскиот културен центар од Дизелдорф, Македонско сонце, ќе имаат гости, како беше Јанева, како видеа? Андријана Јаневска и Андријана ДНК. Јаневска и ДНК. Тие се од ги моето запамтив, детство, панче. Тие, јас ќе бидам во прв ред Тие таму. се твоја генерација, ако изне дали да се знаедам таму како што и како. Мислам, Ќе те ваташ, научам ајте ја да се запеам спремиш, ваташ. како што си се спремаш за епизодиве, така и за концерт. Значи, ќе ти До пратам ваташа ќе ја запеам. плейлистата. До ваташа ќе ја најдам. Ама понатаму ДНК дали ќе го родам? Исто така и сега имаме нови пријатели со од овие речи го. Ја ќе ги наречам дека не се лутат легачи евент маркетинг, ама не се легачи. Мора да се призна дека не се легачи и дечките се супер. Сашко и Филип Зикови, фамилија Зикови, си вршат стварно солидно работата и еве веќе најавија дека концерти на Next Time ќе има и ти кој што спомна некои си театарски представи, значи тука ќе има најверојатно некој комедијантичено за стенд-ап и такви работи. Они ги донесоа Тино и Атанас, јас неоправдана причина ги пропушти, значи не можам да кажам стварно зошто не отидов, ама следното не пропуштам дека јас обожавам стендап. Точно. Така да тука сме за сите, тука сме така да бидете така, слушајте не и другата година. Да. И на крајот од ова морам да речеме дека повеќе не слушаат во Германија. Да. Значи, тоа целта која ние да речем за нашите во Германија, мислам дека ја исполнуваме во потполност. Убаво е тоа што не слушаат и од еден куп други држави. Мексико, Шпанија, Англија, Холандија, Русија. Поздрав. Русија, Шведска, Америка. Ова само во последните Аласка, добре, Аласка и Америка, ама и од Аласка не слуша. Да, во последните 7 дена само. Кај што не нема, тоа е Јужна Америка, Африка и Азија таму. Ако има некој да се вакве, кажете му дека има, па можеме ќе го наречеме и за нашите во Азија. Не е само вакво е тоа, сигурно дека они имаат други проблеми, не им требаат ни визи и такви работи. Мислам, им требаат визи, ама други визи им требаат, така да. Ама сепак има некои теми што се глобални и интересни за сите. Кои што, па да речем, со текот на времето верувам дека ќе ги обработуваме. А интересно ми е дека овие, например, во Германија, например, твојве Хесен се на второ место за Алдин. Ти си вакво е. Мој Хесен, да, најубавата покрајна. Райнар-Фалц. Нортон Вестфален се водечки. Верувам дека и најголемиот број на наши се во Нортон Вестфален. Верувам. Али позитивно за тоа што во цела Германија не слуша. Сега не е битно кој поише, кој помалце, ама цела Германија, значи нема република каде што не слушаат или не слушаат. Тоа е убава работа. Ај доста се фалевме. Да. Пак ја пречекориме ваквото минутажата. Почнеме можеби интересната тема или последната тема, тоа сега која е последна тема, што може да биде последна тема, се знае. Последната тема е како полудуваат германците за Божик, да. Weihnachten in Deutschland. Alle Jahre wieder. Kommt das Christkind her.
Ги учевме тие песни на пејачки факултет. способни. Зашто сум учела такви песни на факултет? Не, знам, имавме германистички вечери, организиравме секогаш, мислам секогаш за ова време. И да, изведувавме пред доста битни личности, баш пред некој ден им кажував на колешкиве, тука викам, со кој памет, онака студенти, и сега ќе ги викаме ние германскиот амбасадор, наш битни луѓе. Ама ете, осмели се. Така да тогаш ги знам песничките, да. Да. Ти тоа си го пеел, јас сега на стари години и научив песните и покрај тоа што, например, јас паѓам, верувам дека сум, јас паѓам во тие традиционалисти кои што е веќе 31 година. За нас ние имаме два поричја, два великдена, тоа сум го кажал и пак ќе го кажам. Значи, кај нас, ете, елката е купена, елката ќе се... Значи, ние тераме таа традиционална германска култура. Што не сме оделе редовно, во црква не сме оделе. Али, ете, прошлата година, покрај моето хорско пеење во црковниот или во, да речам, селскиот хор тука, кој ше поврзан со црквата, ете и тоа го направивме, значи бевме и морам да признам едно прекрасно чувство. Значи, јас тоа чувство сега ќе малце ќе кажам и од моја лична емотивна, ја. Значи најубавото чувство ми е кога на 24-ти ќе завршат сите купувачки, ќе се избројат сите пари, ќе се дотераат, ќе се чукнеме во фирмата со секче, со ова, со она, ќе си наздравиме и потоа седнувам во колата и возам према дома. И кога поминуваш ни некое место, се осеќа таа, оно што викаат штиле. Значи, сите се дома, сите се прибрани, коли паркирани, коли од странски регистрации, значи фамилиите се стасуват, она клише да речем, германците се гледаат два пати во годината, еднаш за Вајнахтен, една за Остен. Да, може би тоа клише постои и верувам дека постои такво нешто, меѓутоа која е причината на тоа? Причината е тоа што Германија е 80 милиона. 80 милиона, колку има 100 Македонии ќе ги собереш таму. Значи, не се они тука секој ден да се гледаме на кафе, на мама, на тато, на комши, на воа, на тоа, ами они се гледаат, едниот во Минхен, синот студирал, завршил, не нашол работа у Алтентиц, шо први фаќа, се сели у Минхен. И шо се, секој втор ден ќе иде за Алтентиц, ки мајка ми, ки татко му наручи. Не, он останува таму. Проста математика, да речем, што би рекол, не? И затоа е тоа интересно и кога ќе стасам дома сум, да речем, фиксум фјатик, што вика, под вакво и под танбаумот ќе заспиам, ама влегува женатре, супругата у кујната си спрема, си онадуе дечките порано, и тоа сум па традиционалиста. Ние, Вајна или танбаумот, го красиме на 24-ти. Панч. Да. Значи, обично сега на 6 декември ја накитивме елката и тоа беше касно. Значи, обично на 1 декември секоја година со Лука. Исто и до Стара Нова година. Не, во Македонија подолго ни траат, мислам, ни стојат елките, мислам, порано, како што сме правеле ние барем. И дека многу ја сакам ова сезона, сакаме да ми е украсено дома. Сакам многу сијалички и што подолго што сијалички да толку подобро. Така да до Стара Нова година. Така е подобро, ние сме устан. Украсено е надвор, се е свети, над влезот, кранци, манци, што ќе знам таму ламбичиња лево, десно, се е ставено, се е вакво е, со далинско да се пушта, се уколчуе, се воа за тоа. Тоа ми е средно. Ама, танбаумот и елката, и јас паѓам во тие, тука паѓа спомнам се, ќе има некој бројче поише тоа оваа епизода, во Германија, например, спрема некои се статистички изјави, во оваа година 44% ќе имаат свежо дрво. Свежо дрво, а не ве колку 34% природна. Свежа елка, 34% пластично. Значи фактички 78-80% од германциве кои што слават Вајнахтен, има и некои што не го слави Вајнахтен. Значи не е тоа тука вакво во глобала. И тука 80% од германците го слават Вајнахтен. Ja. Да. И јас сум во тие, да речем, или ние сме во тие 44% што кај нас елката е свежа. Тука кај мене не иде обзир, може некој ден ќе дое пластично да си му ставам, ама сега до сега 30 години, 30 елки имаме утепано, да речем. Јас сум тим вештачка.
Добро, и тоа се акцептира. Ма тоа од За тоа практични може причини повеќе, од практични За причини. тоа Јас кога може се тоа. преселив тука, исто со бившиот сопруг, нели, само природна сме имали секоја година. И тоа е убава традиција тоа да си искочиш, да си најдеш убава јелка. Мирис, арома, Тоа таа внатре. супер, ама едно време, нели, неколку години бев самоохрана и тогаш беше мотото што попрактично толку подобро, значи да не што повеќе време да си штедам и не само време и нели пари и секоја година тоа нели нова елка и плюс многу пуштаат нели од тие Прават ѓубре. прават Нема многу тука ѓубре, да. вакво е. Да, Прават ѓубре и Церони. да. И затоа тогаш Церони. само вештачке беа уште 4 години трае сега. Затоа твојата толку долговечна. А за нашата, И со сакам што сила ќе подобро. изгоди до стара нова година. И после тоа ги собираат, например. Тука организирано ги собираат, ги фрлаат пред Да, и вакво порано ние ќе ги джиткавме Да, пред но ги Балкон, да. ставаат и ваквото младинава варачи го пожарникареве млади и ги ставиш едно 5 или 10 ќе им завртеш као шпенденце мало, ко вакве покмачи, ќе ја собере телката и терената му, значи. Вие птен германската ја терате. Тенија тераме германска, ти кажам, со вакво Добро, ама жена ти е година за тука родена, мислам, она е. Они се има Или и од они мала така се тука, научи, да. например, и гастарбајтерите тоа го правеле, например, на време деве. Они тоа искуство ми го кажа, вика, ние кај нас два пати Божич, два пати Великден, значи со сите работи, што ни растеле тука како како ето. Од една страна можам да речам се е во ред. Од друга страна, например, ако речеш окей, не го чекаме, не е наш тоа, окей, ако си сам двајца возрастни, се е во ред, можеш тоа да го правиш. Јута, деца, ако имаш малце критички, прибедејќи германчиња, да речем, дечиња, германчи, те сите се градуват, например. Те в Николас, те Вајнаксман, те воа, те тоа, те моа Да, ма донесе, ние имаме, те воа ми кај донесе. нас, например, за нова година, кај нас доаѓа Дедо Мраз со остава, нели, пакетче, ама доаѓа за нова година. Така да тие и ние после си имаме на 6 и 7, така да само е малку поместено. А тука на 6 што доаѓа Николаус, па после што доаѓа уште еднаш, нели, Das Christkind, тука си имаат дополнително, значи кај нас тоа го нема, Свети Никола кај нас, например, не носи поклони. Ама е многу убава слава. Точно. И се слави. И што се слави, значи тука тие традиции, например, што ги имаат некои работи кои чита ваквото и што сум го доживел, дорог што има традиција, окей, главното е да речем тоа што викаме елка, да има украсено лампичиња, свети, еве ти кој што рече да биде декорирано со Николојзе, со еленчиња, со такви танбоимшен тие работи. Разликата е тука исто, нели, со 4 нели адвенти пред Божење, тоа ми се свиѓа многу, што цел декември некако се слави. Тоа е различно од кај нас, а слично е, например, вечерта на Бадник, нивниот Бадник, на 24 вечерта, исто така како и кај нас, се слави релативно скромно. Нели, кај нас е посен тој ден, нели, трапезата е посна и тука сега не е посна, ама е релативно едноставна, традиционално јадење им е салата од компири и виршли. И само тоа се јаде, да. Веќе другиот ден е фешти. Причината зошто ја знаеш? Што е така, например, тоа е фактички нешто брзо, картофа салат со вршиња не е проблем. Тада излопи кромпирите, тада направи салатката. Добро, тоа има, германски традиционално и плюс ти викам едноставно. Причината, моје мислење сега, можам да кажам дека е тоа бидејќи германците одат вечерта у црква. Значи има кој ќе се собере фамилијата, например, кога идат после 5-6 копитер, ние се собираме после 5-6 ќе се собереме тука и сега, например, некои општини, црковни општини прават, да речам, пред вечерата миса или месе, и за да не можеш ти, например, да се опнеш вакво речи го спрема и вакво е 300 пусти штури ваму таму и ќе ти излади јадењето. Јадењето треба да е тоа. Затоа тие се, да речем, такво јадење наједноставно. Картофа златата можеш и ладно да јадеш. Да, и не само тоа, како празник како таков е голем празник и треба да биде во предност, значи празнувањето на Исусовото раѓање, не јадењето. Тука најдов една интересна за жените посебно бројка. Дали можеш да си замислиш? Ајде сега. Ако го земеме
бројка, пази сега, да си замислиш колку сати една домаќинка мајка во месец декември се занимава со тој ден. Например, со поклони да размислиш шо, како, пакување, оти пада речем. Ајде и за тоа ли има статистика? Не верувам дека татковци се толку залетани да мислат што ќе купи синче, што му треба на синчето, што му треба и што и треба на жена. Ми жената е таа што мозгот ти работи. Барем ја кајна за тоа така, јас се признавам. Ја кога ќе доам, прашаат што ќе ми купиш? Викам праша мајка. Да. Па што знам, Панче, Ајде кажи. не знам се, ајде 10 сати. Ајде. 10 сати. 10 сати. Да, спремање на божикната вечер и за поклони. Чека, не ме сват. Значи, од за поклон, да спакуеш, да Значи, општо да божикен средиш, период. Општо, од, да речем, од 1 декември, колку жени, например, си размислуваат, мозгаат. Плециен, да. Планираат, Божикни плециен, кекси. вакво, такво, па некои пробно јадење прават. Знаеш што ти, кој ти дое свекрвата, кој ти дое свекрвата, треба да шмека, значи пробно јадење, вакво било, па едно, па кој што рече ти, значи едно се јаде на хајлиш абент или на вечерта, па друго се јаде другата ден, па трето се јаде третата ден. Па треба, значи тоа не е само едно јадење, тоа се оди со салат, со предјадење, со салата, со главно јадење, со десерт, со вакво вино, за и главното јадење вакво вино. Значи сите тие подготовки, сега мажите ние маце сме поддефензивни од таа смисла, ама една домаќинка или сопруга или жена, колку се занимава со тоа во тој период, да речем. Ај дупло, 20, 30, не знам. Колку? Кај сега не може повеќе, тоа се Панче 3 работни дена. 228, слушај вам се, 228 сата. Значи, какви 228 сати? Тоа е работна недела. Тоа се чекај се. Laut einer Umfrage haben bis Heiligabend vor allem Frauen durchschnittlich 288 Stunden in Vorbereitung des Festes investiert. Пишано од Институтот за ваква статистика. Значи, да преведеме за некој што можеби не слуша или не разбира. Врз основа на една статистичка испитување за припремата на божичната вечер, пред се жените, мажите реков ја ги исклучуваме надвор, просечно, значи има некои што и поише со тоа се занесуваат у целото ваквоето, 288 сати in Vorbereitung des Festes. Тоа се 10-12 дена у декември, една жена домаќинка, размислува и мисли, и мозга, и прави, и пусти, и штури за ова. Ја бев запрепастен од бројка, морам да признам на сите жени, на сите мајки, за сите домаќинки, алал да вие. Кога имате толку време за такво нешто, Бога ми, да. И да си го правите. Ама, ајде влези, дојди бујрум утре кај нас, па ќе видиш игла нема кај да фрлиш. Игла нема кај да фрлиш. И затоа викам, може би, вакво е. Оти само гледаш, маживе само буткаат колички. А другите, кој собира од регалите, жени собираат. Мажот само стои настрана и гледа ко со извинение телушар на врата. Да, добро, да. Шо ке прави Алтина Божик, например, ако не си еве за готвење, шо мажи не декорираат често. Аха. И ја јас сум примерот. Ја 30 година, сега го се заврзам тука, сигурно не ќе се поклони скрин, спакувано, се више у фаза на припрема ваквото и преска прашав. Имам уште за два тројца. Значи, од финтата не поклонуваш ти само на еден, а поклонуваш на еден куп. Па не знам, ети тоа нели зборевме, кај нас не е така, значи ние децава нормално ќе си добијат поклони поделка како што е кај нас и толку. Тино после нормално роден ден му е и нели Миле, јас ситница, толку не сме толку. Што знам, некако не го сватив тоа никогаш.
толку тоа Ај нас, екстензивно, тоа она ете, јас поддржам, јас држам. претерано, да. Еве, земеме кој германец. Значи, кај нас поклончиња за вој, за внуч, за внукот, за од брат, за таа фамилија, за ваа. Значи, без разлика, може и ситница да биде, не? Да, Ја поклоните и за тоа има некоја статистика, значи најде се поклонуваат вакво речи гучен. Тоа се поклонува, на пример, гучен се поклонува, највеќе се поклонува гучен. После тоа иделе вакво речи го играчки, па книги и таа дури на крајот облека и после тоа технички работи. Али сега да. на второ место беше пари. Значи, ако не знаеш што да поклониш, стави му едно вакво нешто, пликце или вакво честичето и си свршил работа. Ама тоа за тие, да речем, тие што не трошат 288 сати за година за војни празни. Панче, многу сати се доби. Не сум. Марина, За декорирање, да, бројките што и кажам, ја не и кажам од вакво од памет. Да, не знам, ама ти верувам, мислам. Ја. Сварно, кога видов, кога тука видов колку е big deal. Ја. Божик, ама многу е искомерцијализирано за нив реално. Ти спомна што се ние ручка. поубаво славиме. Ние поубаво славиме, морам тука да кажам и го им кажано на германците, значи ние почнувајќи со коледе, значи со таа традиција, па оганот навечер, па другиот ден Божик на нели патникова вечера, Божик тоа мене 100 пати ми е подобро од тука, ама никако, мислам тука си го тераме тоа освен нели коледе, ама дека сите работа тој ден некако не доаѓаш баш во штимон. Обичен ден, односно во некои покрајни нели е празник дека е нели Heilige Drei Könige, ама тоа ми фали само, тоа ми фали и затоа сакам да сум некогаш пак да бидам за Божик во Македонија, тоа таму не го правам ради загадување и можност да се слета во Софија наместо во Скопје, што не се случи 2 пати. Ама се надевам да се баш слушав вести македонски. Значи си имам, тука си ги слушам и нешто као некоја иницијатива ли поменам, нешто за намалување на загадувањето. Па, со малку среќа, оваа година нема тука да... Да, може пак да отидам, да, во зима таму. А освен ова што го спомна, например, се потребни други традиционални јадења, например, за вајнак, не за ова речи? Во Германија? Да. Што куска, нели, да, куска со црвена зелка, да. Да, обавезно. Кропкол, клюзе, кнедлите, да. Многу е добро, нешто го имам правено, пошто мојот прв Божик тука во Германија имам гуска правено, искажи супер. Ама многу работа ми е. Последниот пат, односно не последниот пат, пред некоја година обично постам пред Божик, ама овој пат не постам, туку пред Великден ќе постам. И еднаш си земавме од ресторани, тоа може да се порача, да се земе, ако е скапо, ама е многу добро. И вкусно. Многу добро. Фонду? Друго нешто? Фонду. Фонду, мислиш кезе фонду? Не, тоа немам, шутам. Не, барем не да Божик. Не сум. Прават тоа, фонду, кезе и раклет. Раклет за нова година. Раклет за нова година, ама и за вакво и за од игламија што се продава кај нас, на сега раклет кезе оди ко вакво ко лој се поминува преку тецгите, преку ваквоето. Да. Доста и тоа. Интересни работи. Оти, например, можеш фондуто можеш да направиш како нахтиш, како десерт. Можеш да направиш шоколаден фонду. Ставиш шоколадно, тоа тенџерче ставиш шоколадо и ќе скупиш вакво овошје, јаготки, грозје, банана, вакво, киви и го ставаш тоа и сркаш и си каснеш си. Да, фала за идејата. Не, тие работи, јас сум не знам што ќе правиме. Значи, вие се јатирате нормално бадникова вечер во Германија и после на 6 пак. Да. На македонската, на 6 со париче, со зелник, со пупе, со риба, со гравче, со позна такви работи, не? Тие работи традиционално, а оваа година традиционално ќе бидеме за прв пат кај ќерката, таму сме вакви, ама и тоа организацијата која се собираме повеќе, че секој нешто прави. Тука тоа паѓачам, ние тераме германско, секој нешто носи, прави и се сретно и после поклоните се ставаат по делката, значи поклоните ваа година таму ќе бидат, таму ќе се делат, таму се носат сите работи.
и после тоа, кога ќе се заврши тоа, се каснеме и се напиеме и после тоа се враќаме дома и ако е тоа. Порано традиционално тука беше. Сега полека почнува да растат, па речем на време, на пример, и ја да видам гостин. Доста сам домаќин бев. како да. Супер, Да. супер. А раклет што го спомна, тоа за Нова година традиционално се прави тука. Туку ствари за Нова година поише дома си седат, односно таму они кои така по интимни така Во домашна атмосфера, средби, да, во домашна атмосфера друштво, прават раклет. точно. Тоа И играат немам. некои си игри. Карти, марти, Да. игри, ваму се играат и тие работи. Блајгизен се прави. Тоа е Блајгизен, да, као блајгизен. топење на олово се купува Блајгизен. секаде ќе го видите тоа како парчиња олово со една лажичка. Прво се значи се топи оловото. Еднаш Се имам пушта само однаш играно. кога се стопи, Кога се стопи во ладна вода, кога ќе се стопи во ладна вода точно, се става, се ствртнува и се појавува некоја фигура и тоа е као гледање Форма. на кафе, да. Тоа е као гледање на кафе, Кафе како запис. што си интерпретираш нешто, така и ќе биде. Има еднаш тогаш тоа правев, имаше и као упатство. Тоа, ако не знам, Да. личи фигурата малку на зајче, не знам што. Ама не, јас си останувам до гледање на кафе. Не сум многу И- блајгизен. А практицираш да си купиш вакве глюкскексе? Глюкскекс? Не. Не, како не знам. Да, за Нова година. Да, не, ги знам За тие, Нова година. ама добро за Нова Тие. година, да. За Нова година. И традиционалниот огномет. Огномет, да. Што е Сами си купуваат, сами си мислам дека само на тие денови смее да се. Така, ти си поупатен. за огнометот, точно. Само на тие денови тоа се смееш да 3 дена. палиш, да. 3 дена, доколку се смее 3 дена пред Нова година, смее да се че 31, 30, 29. Сега, ако Да. се падне, например, еден од деновите во викенд, тогаш фактички се превзема. Например, ако се падне 29 недела, тогаш е саботата, неделата не, почнат од петокот тогаш. За да бидат 3 дена фактички продажбата на ракетите. Да. Мада мора да се признае дека оваа година повеќе, речем, општини или градови веќе размислуваат за некои си зони каде што не се дозволува такви работи. За домашни бидејќи понекогаш миленичиња и се за кучиња злоупотребува ми е, целото да, ми е многу жал. Порано имавме, Да, мислам, кучиња, добро, мачиња. многу се плашат, значи стварно многу се плашат и Ја. тие што имаат кучиња не можат да си уживаат во огнометот на рад. Ја. Ги разбирам и ги сваќам и кучињата Да, и мачињата, да. ама нека не сватат и нашиот, да речем, нашиот шпас. Јас сум од таа фракција, ви тука ќе кажам, јас сум од таа фракција што си има свој буџе за, да речем, за За огномет. огномет? И за огномет си имам свој буџе. Не знам, Панче, јас сум, не знам, многу ми е тоа ризично, јас затоа Лука, кога прави така работи со татко му, не можам, значи, не знам, многу опасно ми изгледа. Значи, А тука искочени цела улица и со огнометите. Точно. Се Стават седнеш, шишиња, си ставаш ваквото, си ставаш гајбата, шиснињата, си ги ставаш ракетите, си палиш, посебно сега овие речи го што се бокфојуе. Такви сум, за тоа сум експерт. Си ги наредам на улица и почнувам. Значи, ние први почнуваме, последни завршуваме у село. Без разлика кај одиме, први почнуваме, последни завршуваме. Традиционално, со столче и тогаш, признавам, си пушам пура. Оти со пура, најубаво се палат ракетите со пура. Најубаво се палат ракетите. Да. И тука си го правиме кејфот, например, со тие пријатели или понекогаш со шуревци чекаме вака заедно. Си го правиме тој кејф, жените се влегуваат натре, ние си ја тераме, сигурно и од 45 до сат време се маваме ние, кај нас, свети цело време. Супер. И тоа е тоа. Ама теми ги онадевме, Силвестров го фатив. А купуваш, сега за Силвестр те прашам, купуваш и вакво оджачарчиња и свинчиња? Да, затоа тоа купувам. Добро, тоа сегде го има, не можеш да не го видиш. Ситниците. Да. Тоа носи среќа. Треба да се има за пари и за здравје. Да.
Ja. Од Жачарот и свинчето Глюкшвајнчен. Глюкшвајнчен. И после ни продолжува за нас со Бадник, Божик и Стара Нова година. Преубаво нешто, Точно. 6 недели. Ние завршуваме, да, А за ствари, ја на 14 роденденот на Тино и после тоа почнува другата година. Ја да не се фалам, Море. ама многу знаат дека јас сум на 6 роден. Да. На многу вов датум сум ме родиле. Не. И затоа сум малце посебен, значи. Ама од една страна е убавото, може би за тоа малце од една страна е убаво да имаш на таков ден роден, ама од друга страна сите се дома, значи. Ја порно го се сеќам например кога дете, никогаш ја роденденот не сум го чекал привидејќи сите сме биле дома, секој падника секој дома. Значи сега ајде викни ги сите вакве до собери ги вакве. И тоа не ти сметаше? Како дете? Да ти кажам од една страна да, Од секојаш на пример после тоа ајде кога ќе спаднеме или поголеми кога бевме, значи после тоа кога ќе се подели паричето, и ајде после тоа ќе спаѓаме вакве. Додека бевки дете си дека децата вакве, ајде после тоа на недела, ајде после тоа ќе ги собереме, родени чекаме, а денов од доле се чека на денот. Тука малце тука на пример родени ти знаеш на пример, родени се чекаат, може 2 недели после тоа ќе речеш ајде окей, не можам сега да го чекам. Роден ми бил тоа, ќе честитаат лично, ама ќе го чекам после 2 недели. Значи тука тоа е но. Ама толе било на денот обезно можеш да чекаш. Не, на тело се чекало ваквото. Така да, ја малце ми било ваквото и затоа и сега сум го чекаме и тука си само фамилијата. Рестов 2 недели после тоа или 1 недела после тоа и така да целиот да речем на денот го губи. А интересно е например што ова, например Шурава, да речем, постариот Шура, он па има на 25 декември. Ле. И финтата е значи, финтата е секојаш сме значи тоа е програма. 24-ти секој си е дома да речем или кај нас сме или се вртиме, ама на 25-ти па сме собрани кај него. Значи изгубиме најдене на 25-ти таму ќе не најдеш. Исто се дешава и на 6-ти, на 6-ти на пример сите сме собрани и изгуби не најдене па кај нас. Оти мене ми роден. Баш слушав една баш во една група си имаше пожалено. Вика роден ден ми е на Божик и многу ми е тешко. Никој не е кога ме добра германка беше. Никој не е германците тоа е малце трагикомично да речем на 24-ти кој ќе те честиташ со кого ќе славиш. Со тие пати. Да, тоа е. Да. Така да интересно. Азо. Што да кажеме сега на крајов? На крајов да кажеме првен фровајна. Мислам дека Мислам дека се си кажавме. Убави божични, без разлика дали сте тука, дали сте ваму, дали сте таму, дали е елката на 24-ти или колку Марина од први до вакве. Ја. Убави божични празници. Славете ги. Без разлика дали ќе имате гуска или без гуска. Тоа е. На тој ден сме слободни тука, сите се вакве, красете ги. Децата се радуваат, а покрај децата и ние се радуваме. Потоа иде нова година и тука. Верувам дека доста голем дел ќе заминат за Македонија, дека сигурно, да, сигурно. Убаво да си поминете сите. Да не ве фати гужва по патишта и да не ве фати загадување во Скопје посебно. Авионите да бидат точни, точно да полетаат, точно да слетаат, точно да отидете и точно да се вратите. Може би некој ќе биде доле после за нашите празници, за Божица, Стара Нова година. А ние сме тука и, како што рековме, ќе направиме мала пауза. Оти ние треба малце да прославиме. Ja. И мислам дека наредот ќе биде на 10-ти. Можеме да најавиме. На 10 јануар. Да, на 10 јануари во новата година. Кога ќе се, да речем, кога ќе можеби ќе направиме една распредка кој што поминал, кој што добил, и тоа што интересно, значи интересно е поклончињето кои ќе се добијат, па не ми се свиѓало, поди врати го, па смени го. Па мало ми е, па вакво ми е, па но и има и такви циркузи. Кажете, пишете, да. како сте си поминале. А ние остануваме на овој канал. Слушате ни понатаму по петочно со Марина и Панче. Во Германија се разби. И тоа е тоа. Чао, чао. Чус.